Добар ден и од мене. Ова е уште едно ново издание на магазинот за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Од 22 до 28 март во светот се одбележува светската недела на дулите. Дула е жена која што минала низ специфична обука за да помага на друга жена за време на бременоста, да дава поддршка за време на породувањето, но и во периодот од првите денови од мајчинството. За светската недела на дулите, но и за начинот на кој што сето тоа ќе се одбележи во Македонија, денеска зборуваме со две од трите дули кои што ги имаме кај нас, а тоа е Маја Трајковска, која што веќе 5 години работи како дула, и Даница Ивановска Лепоевиќ, која што е дула, но меѓу другото е советничка за доење од женскиот центар Астарта. Добре ни дојдовте. Добре ве најдовме. Да започнеме од тоа, што конкретно представува дула, со оглед на тоа дека зборот потекнува, има грчко потекло, значи жена која што помага. Каква е мисијата? Која е задачата на дулата во периодот на бременоста? Да, ова иако сето звучи многу ново, фактички е нешто малце подзаборавено, што во минатото за тебе би го направила некоја твоја блиска пријателка или некоја роднина што веќе поминала низ процесот и малку повеќе запознаена. Значи тоа е една многу човечка поддршка од некој близок со кој што веќе тебе те познава, е запознаен со процесите што ти се одвиваат, дали се тоа стравови, дали се тоа некои копнежи, некои очекувања. Значи, буквално се запознаваш со мајката, со сите нешта кои што таа ги сака да ѝ се случат или сака да ги одбегне да ѝ се случат, и одиш со нејза како една таква придружба која што ти станува пријателка. Значи, како дулата е како една пријателка на родилката, која што веќе е запознаена. Нели, ние ги поминуваме тие обуки за да се запознаеме со специфичните работи што може да се случат на едно породување, и сега одбираме што сакаме на тоа специфично породување да одбегнеме или да засилиме, нели? И така да дулата може да биде пријателката која што ќе ти помогне како да си ја наместиш позицијата, која што ќе ти измасира, ќе ти помогне да се изрелаксираш, ќе позборува за тебе во тешките моменти, ќе биде рамо за плачење, ќе ти каже шега да те насмее во моментот кога ти е потребно, или ќе зборува наместо тебе со сестрите и со медицинскиот персонал, за да може ти тоа да не го правиш во тој момент, нели, кога си веќе во контракција, во тој дел. Во процес. Да. А како да се воспостави блискоста помеѓу две жени кои што претходно не се познавале, за таа другата, за дулата да ти биде и рамо за плачење во даден момент, ако е потребно? Добро, ама тоа е прашање кое важи за сите профили, да речеме, на луѓе кои се бават со помагање на друг човек. Тоа истото можеме да го поставиме како прашање и за доктор, и за психотерапевт, или за социјален работник, за било кој со кој што мора да оствариш близок контакт, а при тоа првпат се сретнуваш со него. Чи затоа и со ова, ако ја наречеме професија, не се бави било кој. Исто како што треба да има желба, треба да има и големо разбирање за сето она што се случува од другата страна, значи кај жената која стои пред дулата, да има одредени квалитети и способности да може да покаже емпатија, да се поврзе, да разбере. И како и за сите други релации, тука важи правилото, или ќе кликнеме или нема да кликнеме. Затоа не е дека на секоја жена, секоја дула може да ја одговара. Мисијата би било да секоја жена во светот добие дула доколку сака и има потреба од неа, но тоа не значи, би било супер кога би можела да одбере. Значи, ако не ја одговарам јас, може би ќе ја одговара Маја или ќе ја одговара некоја друга. Значи, важно е да се воспостави таа врска, и како и за секоја таква врска е многу битно да се биде отворен, да се биде автентичен, за да интеракцијата се направи реално, навистински, за после тоа да може целиот процес да потече како што треба во корист на мајката, на родилката. Присутно е убедувањето дека жената треба да се породи сама. Дури некој смета дека и сопругот, односно партнерот, не е пожелно да присуствува на самиот чин на породувањето. Сега тука нели мислењата се поделени, но повеќето веруваат дека треба низ овој процес да поминат сами. И сега ставот на дулите комплетно се коси со ова убедување. Каква е конкретната, точната улога на дулата за време на породувањето? Улогата на Маја, али за делот со тоа дека ставот на дулите се коси во однос на тоа дали жената треба да биде сама или не.
не се коси. Значи жената има право да избере дали сака да биде сама или сака некој покрај себе. Ако сака некој покрај себе, на неа е да одбере дали го сака сопругот, партнерот, или ја сака мајката, сестрата или некоја друга личност на која ја верува, или сака дула покрај себе. Тука нема правило или вообичаено мислење. Идејата на дулата пред се е да бидат задоволени потребите на жената во контекст на она дека дулата е всушност жена што служи, не само што помага, но жена што служи на нејзините потреби. Така да ако жената сака да биде сама, дулата, а од друга страна сака поддршка и на дулата може да биде некаде во близина, не значи дека треба да биде тука и директно да има некаков контакт со неа. Од друга страна исто така е полно право на жената доколку одбере да биде без никого. Така, а која е точната улога? Што точно прави дулата за време на породувањето? За време на самиот чин на породувањето, така? Па добро, значи пред породувањето се случува еден план за породување, кој што најчесто го правиме со мајката и најчесто дулата гледа да го застапува тој план за породување и да се движи баш по тие параметри кои што мајката ги одредила, значи дали сака првата фаза или дали сака да биде без никакви лекарства, да биде што може поприродно, да биде во домашни услови. Значи имаме одредени етапи и одредени цели во тие етапи. Така да многу е индивидуално прашањето што прави точно, ама ете се придржува до тоа мајката да ја добие таа слика што си ја замислила за незиното породување. Затоа што ние се грижиме мајката да се наврати на своето породување како еден од најубавите чинови во својот живот. Значи сакаме таа да излезе како победничка од породувањето, а не како истравматизирана жена која што важно детето е живо и мајката е жива и тоа е се и сеќа се заборави. Сеќа се заборави. Значи сакаме малку тој став да го промениме и да се навратиме на породувањето како место од каде што мајката ќе помисли: "Вау, јас тоа го направив, можам се да направам во животот." Значи јас сум способна жена, нели? И за тоа се бориме. Значи да го кренеме тој дух на породувањето на повисоко ниво, жените да бидат со поголема самодоверба во своето тело, во своето емотивно тело исто така, значи со себе си. Така, некои истражувања покажуваат дека жените кои што се породиле со дула, кај жените кои што се породиле со дула имало помалку интервенции од типот царски рез или пак примена на епидурална, спинална анестезија и секако задоволството од самиот чин на породувањето било многу попозитивно. Како го постигнувате тоа? Дали и со самиот план што го правите претходно, што работите со неа во текот на бременоста, доаѓа до една ваква ситуација? Еден од главните проблеми со кои што денеска се соочува жената, уствари не се ни соочува, за жал. Еден од главните проблеми во однос на самото породување и улогата на жената во тој чин, во тој процес, е прво прашањето за неинформираност. Жените во најголем број не знаат што ги чека. Не знаат и не се ни запрашуваат на тоа прашање, затоа што некако владее еден мит дека се тоа ќе се случи и дека нема зашто тука повеќе да се прави муабет. Тоа е едната страна, другата страна е жените се уплашени, жените немаат самодоверба, тоа што Маја го спомна, да верува во сопственото тело, во сопствените емоции, во инстинктот кој постои во неа, тоа е исто така една доста заборавена приказна. И дури и кога ќе се начне тој муабет, кога жените ќе се обидеме да ги потсетиме на тоа нешто, прво се доаѓа на голема бариера која треба да се прерипа, па после тоа одиме понатаму. И сега кога тие две работи ќе се земат во предвид, а улогата на дулата е од една страна да ја овозможи на жената да ги дознае сите работи кои се за неа битни, а од друга страна да ја потсети дека е силна, моќна, дека не е друг одговорен за незиното породување, туку таа сама, тие две нешта веќе го отвараат патот за природното породување, односно за породување без непотребни интервенции. Дури затоа се намалува бројот на интервенции. Жената е опуштена во текот на процесот, нема стравови во неа толку многу како што имало доколку не го помине процесот на само запознавање кој го мине заедно со дулата и информирање. И поради тоа нема потреба од епидурални, затоа што е навистина запознаена со природата на болката и дали болката стварно постои колку што толку многу се зборува за неа, што не е точно.
нема потреба од дополнителни интервенции затоа што незиното тело нормално го следи процесот на породување и одговара на тие импулси кои доаѓаат од натре, а и кај жените кои сакаат царски рез, а при тоа не знаат зошто го сакаат, едноставно затоа што се уплашени, а нема медицински индикации за тоа нешто, голем дел од нив се откажуваат од таа идеја кога ќе ги научат сите овие други пропратни работи. Човечкиот пристап и релаксирањето на жената пред се е еден од главните чекори во тоа да се намалат непотребните медицински интервенции. Постои разлика помеѓу дула и бабица. Значи, дулата не е медицинско лице. Да, многу често го добиваме како прашање и го одговараме. Точно, дулата не е медицинско лице и нема право да врши прегледи, да се вмешува во тие обврски на медицинскиот персонал. Туку таа е како едно лице кое што во моментот е како третата страна, да речеме, не е исто така и дел од фамилијата најчесто, нели? И може пообјективно да ги погледне работите, да даде некој совет кој што исто така малку од страна пообјективно погледнат, значи тоа е незината задача, непристрасна и објективна, да речеме. И во исто време нели да се грижи за желбите на мајката пред се. А дали дулата на некаков начин соработува со медицинските лица за време на чинот на породување? Да, соработува. Ако се создадат услови за соработка, тоа е најубавото нешто што треба да се направи. Значи, затоа што и медицинскиот персонал многу често ја препознава дулата како помош. Затоа што кога ќе види дека целиот чин оди во убава насока, значи и тие имаат помалку работа, да речеме, нели? И која не е примарно нивна исто така. Така да во таа констелација се прави многу фин баланс. Дулата го презема она што значи емотивна и секаква физичка и психичка поддршка на жената. Медицинскиот персонал тогаш може да го прави она за што е пред се тука. Да. Ке им дадеме можности на гледачите доколку сакаат да постават прашање поврзано со денешната тема, што е тоа дула, која е нејзината улога за време на бременоста, породувањето и првите денови од мајчинството, бидејќи се уште е нешто релативно непознато на овие простори. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Тилма, ги очекуваме вашите јавувања. Доколку сопругот е присутен на породувањето, има ли потреба тогаш од дула? Да. Да, затоа што може ли дулата да му е поддршка и на сопругот истовремено? Секако дека може. Значи... Или партнерот воопшто, нели не мора да станува збор за сопруг? Да, тука има многу интересно. Се создава еден тим кога ќе биде сопругот, значи веќе не е дуо, веќе е тим, значи се соработува некои работи на родилката ќе бидат поубави, попријатни ако ги направи дулата, а други работи ќе бидат поубави, попријатни ако ги направи сопругот. И тука исто дулата е убава да препознае кога да се повлече, затоа што ако види дека соработката меѓу сопругот, меѓу партнерот и меѓу двајцата партнери е веќе на убаво ниво и веќе се одвива навистина како што треба, дулата може само малку да се повлече и да го следи процесот и додека тој процес действува. Например, еве еден конкретен пример, ако станува збор за притисок на колковите, некогаш силен притисок на колковите, на жената и помага во моментот на контракцијата, затоа што ја намалува болката и дава сигурност дека нејзиното тело нема да се распука или да се случи некоја експлозија, туку дека е тука, ја собира тој притисок. И доколку видиш дека веќе сопругот, партнерот го има добро совладано, значи технички тој дел, ти го имаш нели научено како да го направи и гледаш дека супер соработуваат и дека ако ти ја притиснеш, не е до толку ефективно доколку истото го направи партнерот, тогаш ти ги оставаш, ги гледаш. Додека тоа нешто функционира за двајцата, ги оставаш. Доколку веќе тоа не функционира, треба нешто друго да се смени, повторно дулата тука е за да направи промена, нова позиција, нов метод на релаксација или било што. Имаме гледач на линија. Да го слушнеме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Сакам да кажам тука тема дула што пишува поддршка на породување. Така. Дула, тоа е од грчки, значи не дула, туку зула. Тоа значи измеќарка. Така. А нема врска тоа што она да помага на пораѓај. Јас сум више медицинска сестра по специјалност акушерство и гинекологија. Имам завршено во Руманија и имам 45 години работен стаж, сега сум пенсионерка. Тоа не значи дека она
да биде присутна на пороѓај. Нема врска со медицински проблеми уопшто, она нема никаква работа, не постои такво нешто. Токму тоа го појаснивме дека дулата не е медицинско лице, дека не се вклучува директно, но дава психолошка. Значи смеќарка. Токму тоа, значи служи на трудницата. Нема потреба. Тука си е докторот, си е бабицата, така, тоа е ваш став, но во светот има сосема поинакво размислување на оваа тема. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Значи има вакви размислувања. Не, тој момент треба да се разјасни. Ние сите се фаќаме за зборот дула и на директниот превод на дулата. Треба да се знае дека тој збор е избран само поради моментот на служење. Значи нема никаква врска со ваквиот превод и многу е јасно зошто кај луѓе кои го знаат изворот може да направи некаква забуна. Но кога е направен изборот 70-тите години во Јужна Америка, е направен само поради моментот на тоа да се предадеш себе си на потребите на некој друг. И супер е, оно многу убаво звучи кога ќе почнеме да објаснуваме што е дула и тука веднаш почнуваме од моментот ајде да видиме што зборот дула значи и веднаш после тоа може да настане некаква забуна. Така се работи за сосема поинаков тип на поддршка. Значи, треба да се гледа моментот како професија. Не е многу лошо избрано тоа професија, ама како тип на поддршка што го дава, не само тоа што зборот сам по себе значи. Така. За време на бременоста, колку пати дулата би требало да се сретне со трудницата? По правило е некое 2 до 3 средби претходно. Ама тоа е нешто што функционира. Сега зборуваме за нашиот контекст, во тоа како кај нас одат нештата. По правило тоа би требало, тоа функционира во земји каде што таа мрежа е разработена, каде што не треба вака да објаснуваме дека жената може и има право да повика уште еден или двајца, во некои ситуации дури дел од семејството доаѓа на породувањето, значи покрај себе. И тогаш жената која ќе побара дула е спремна од сам старт дека одам на разговор за да видам дали одговараме, а не прво да се запознаеме што тоа нешто значи. Така да, тоа е веќе и навистина може да биде и индивидуално во зависност од ситуација до ситуација. Мислам, тоа е моето мислење, на маја искуството може и поинаку да зборува, ама кај нас посебно прво треба да се видиме за да објасниме, па да се запознаеме, па тек после тоа да преминеме на делот, ај сега да почнеме да работиме на вашето породување. Така, колкав интересот, Маје, вие работите 5 години како дула, колкав интересот во Македонија и колку често треба токму ова да се објаснува дека не станува збор за медицинско лице, дека се работи за друг тип на поддршка за време на породувањето и кои се бенефитите од сето тоа? За жал интересот не е голем, се уште. И се уште сме со истите прашања и нас како дули малку ни е издосадено, мораме да кажеме. Ние навистина сакаме да работиме, имаме желба, ама се уште ете така практично многу малку не повикуваат, повеќе сето тоа теоретски. Ама најверојатно секој почеток е таков, не знам, најверојатно тоа е патот. Так, а какви обуки треба да поминете за да можете да работите како дула? Па поминуваме курсеви, ние во Белград, значи ги поминавме тие курсеви кои што се организирани од Dona International. Таа е првата организација за дули. И се веќе 30 години постојат, скоро. На приказно 70-тите години Јужна Америка, тоа е организацијата всушност која го започнала ова движење. Да. И тие фактички така ја издигнуваат оваа потреба, нели, и даваат име, значи тие фактички го создаваат сето тоа, целата оваа професија. И таа обука, значи, кај нас се уште не е достапна, нема доволен број на заинтересирани жени, ако има слободно нека ни пишат, затоа што ние би сакале, нели, да се распространи. После тој курс имаме многу задачи кои што треба да ги завршиме во рок од 2 години ни даваат, 2,5, некаде и до 3, зависи колку време ти треба. За 4. Сега на 4 ги предложија, затоа што навистина се како еден вид на училиште, нели, во кој што задачите ти се многу практични и треба, например, требаат 3 породувања, да бидеш присутна на 3 породувања. Сега во некои држави тоа полесно ќе се направи, кај нас треба да се случат, нели, треба време за сето тоа. После тоа, нели, треба извештај да поднесеш, па да собереш, нели, материјали, да исчиташ едни најмалку 10 книги што се таму, па и правиш исто и тестови за тие книги, нели, колку влегло.
знаење. Така. И имаме после тоа дополнително уште неколку курсеви, тоа едното е за доење, почетен курс, основен курс за доење и уште за childbirth educator. Да, едукатор за породување. Така. А дали нашите родилишта се отворени за идејата на породувањето да присуствува дула? Имале ли можност да присуствувате на Зависи од случај породување? до случај, знаете. Повторно зависи од родилиште до родилиште, затоа што тоа не се некои работи кои се секогаш пропишани по одредени стандарди или законски регулативи, некогаш се работи за интерни протоколи, така да зависи навистина од многу. И има простор во некои родилишта да влезе и трето лице, а тоа да не е само сопругот, некаде нема. Во некои од околните земји кај нас тоа го, например, пред 3 години во Хрватска го решија буквално со законска регулатива, кога се дозволи да во родилиштето влезе сопругот и дулата. И жената да има право не да бира помеѓу тие две лица, туку да може да присуствуваат и двајцата доколку има потреба. Но поголемиот проблем во нашиот контекст, во нашата ситуација е на страната на жените пред се. Мислам, дури и да ние да дојдеме до моментот кога што нема никаков проблем да влезе уште некој во родилиштето, треба да има жени кои тоа ќе го сакаат. Тоа е вистинското прашање. Кога ќе се информираат и кога би дознале нешто повеќе за сето ова, можеби и би посакале да помине нивното породување на ваков начин со поддршка од страна на дула. Сте имале вие такво искуство? Како изгледа сето тоа? Какво е чувството откако ќе заврши породувањето? Кога ќе одлучиш дека сакаш да се бавиш со оваа професија, ти дава многу за возврат. Мислам, навистина е неверојатно да бидеш дел од доаѓањето на еден нов живот на овој свет и да бидеш навистина таму, да бидеш присутен, да сочувствуваш со целиот чин, со мајката, со присутните и да си ја завршиш добро твојата работа и на крај да се почувствуваш дека си дал се од себе и супер. Мислам, доколку го сакаш тоа, преубаво е чувството. Светската недела на дулите се одбележува токму оваа седмица. Првпат се одржала во Енаста на 22 март 2011-та. Иницијативата била во Израел. На најразлични начини се одбележувани светот. Како ќе го одбележите во Македонија? Тоа значи дека ние не каскаме многу. Кај нас се одбележавме првпат 2015 година. Така. Не сме многу позади. Оваа година одевме на Facebook кампања и ширење на информациите со тоа што освен со идејата да се расшири информацијата дека дулите постојат и која е нивната улога, сакавме малку поблиску да ги запознаеме жените со можноста да дулата им се најде после породувањето, затоа што имаме дули кои се пред породувањето и во текот на самиот чин, но и дули кои се дополнително обучени за тоа се постпартум дулите после породувањето. Така да направивме како мала наградна игра во која што доделуваме награди, односно услуги кои дулата ги нуди. Две од нив се советување со дула пред породувањето, значи да може жената да поразговара со една од нас, да ги разреши своите дилеми, да направи ако сака план за породување и некако да се подготви за чинот на породувањето без разлика дали некоја од нас ќе биде со неја или тоа сама ќе го направи. После тоа сакавме да дулите учествуваат и како поддршка на доењето после породувањето, така да дел од наградите се однесуваат на тоа советување со советничка за доење. И третата награда е малку специфична и кај нас е невообичаена. Тоа е традиција која доаѓа повторно од Јужна Америка. Гватемала и Мексико. Да. Тоа е традиција која што се расшири многу брзо низ целиот свет и сега на секаде ја прават, се вика символично затворање на коските. Се прави со едни шалеви и целото тело се затвара и се дозволува на мајката да биде малку со себе и да си го, како да кажам, да си процесира. Да си го isprocesira целиот тој процес на бременост, на породување, на послепородување и да го затвори. Значи да отвори нов простор во себе за нова идеја што сака да ја реализира или нова бременост. Така. Да. И секогаш да се навраќа со позитивни мисли на она нешто што поминала. Ви благодарам што бевте наши гостинки, што уште еднаш на гледачите им појаснивте што е тоа дула и се надевам дека се повеќе и повеќе ќе работите и на ова поле.
Благодарим. Благодариме. Ова беше се во денешното издание на 0N+. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. До гледање.